Почитувани, добра вечер, следите уште една анализа на телевизија 24. После 3 децении се исполни стремежот на македонските граѓани, на македонските политички партии, на сите влади и председатели, на сите општествени чинители за влез во Северноатланската алијанса. Македонија го потпиша пристапниот протокол, што значи дека земјава веќе е де факто членка на Северноатланскиот сојуз, останува ратификацијата во државите членки. Но сега треба да видиме што потоа и што понатаму, што ќе се случува со регионот, но и светот во однос на геополитичките турбуленции, а кои, како што видовме, може да се прекршат и на малите земји и региони како што е Македонија. Каква стратегија треба да завземе земјата и позиција во однос на глобалните промени кои и текако се случуваат. Наши вечерашни гости се Тодор Пендаров, политички аналитичар, и Мухамед Халили, поранешен амбасадор, исто така добар познавач на политичките случувања внатре и надвор во земјата. Господа, добра вечер. Сега сакам, пред да почнеме со ова што е најавено, пред да почнеме со емисијата и темите кои се најавени, само сакам кратко, доколку сакате, да искоментираме една тема која е денеска актуелна. Актуелна е всушност во овој измината период, тоа е изборот на новите членови на антикорупцијската комисија. Значи, не можам да не ви искористам тука во студиото и за тоа. Господине Халили, видовме што се случуваше со изборот. Веќе само што почна новата комисија, веднаш почна и контраверзите, па има за едниот член дека е баџанак на господинот Ала Џафери, дали е тоа исправно, дали не е, имаше и за други членови некои контроверзи. Како ви личи вака, ќе добиеме ли конечно антикорупцијска комисија која ќе се занимава со тоа што треба да се бори против корупцијата во земјата? Прво што е најважно е дека конечно добивме комисија, оти без тоа не можеше. Иако и изборот на ова комисија е проследено со многу недоследности, изгледаше дека се е во најдобар ред, но тоа не е важно. Најважно е дека веќе комисијата ќе работи, сме пред председателските избори, потоа другите избори, без оглед кога ќе се одржуваат. Мислам дека е тоа најважно. А тоа другото, сметам дека тешко некој може да ме убедува дека изборот бил идеален. Да. Пендаров, партиите потенцира дека е позитивно тоа што прв пат изборот на членовите на антикорупцијска се вршеше јавно, имаше јавни распрашувања, но дали е доволно? Не знам дали е доволно тоа. Ова што го каже господинот Халили, мислам дека е вистинската дефиниција во овој момент, односно оценка за таа антикорупцијска комисија. За мене е позитивно, субјективно гледано, како бивши новинар, што таа комисија, наш колега е член, Горан Трпеновски, да. И мислам дека е тоа добро. Верувам дека Горан, ако не друго, ќе проработи на транспарентноста на таа комисија, која до сега не беше транспарентна. Знаеме како работеше. Да оставиме комисијата да видиме што ќе направи. Имајќи во предвид дека на последниот извештај на Freedom House ние сме негде на дното или на врвот, зависи како гледате на коруптивни држави, таа комисија ќе треба да работи. Има што да работи. Ќе видиме резултатите релативно брзо. Ние сега таа комисија ја сведуваме, ја поврзуваме директно со председателските избори, односно воопшто со изборите. Ако ја сведеме само на тоа, онда ништо не сме направиле. Таа комисија треба навистина да биде перјаница во борбата против корупцијата која оваа држава ја јаде веќе 3 децении. Во врска со ова, јас сметам дека ако ја оставиме работата на комисиите, тешко за нас како држава. Оти има институции кои според законот и уставот се појаки од комисиите. Се слагам. Да. Ако не успеат институциите, комисиите
Многу неважна работа. Комисијата е битна во тоа што она ќе го иницира процесот. Значи слагам ова што го велите, она не може нити да подигне обвинение, не може нити да суди. Не е тоа нејзина надлежност, нити законска, нити уставна. Точно другите институции треба да работат. Но проблем беше ке до сегашните антикорупцијски комисии ни ова што со законот има можност, не го правеа. Во тоа е работата, инаку потполно сте во право. Ако другите институции пред се јавното обвинителство, зати онда нема ништо. Во Румунија јавниот обвинител е символот на борбата против корупцијата. Она госпоѓа, името сега во моментот не ми текнува, но беше овде кај нас кога го избравме СЈО. Да. Која, да, тоа е друго, но сепак. Беше сега друго. Сега е друга, сега е една друга госпоѓа која на пример тоа знам околу 350 милиони евра таа внесе во буџетот на Руманија, што е солидна сума. Нашиот бројчаник на триумфалната некако застане, не врти. Не врти. Може би ќе почне да врти, ќе видиме. Да. Господине Халили, одиме сега со најавената емисија. Кажете ми, Македонија влезе во НАТО. Некако ми се чини дека дали некако се навикнавме на тензијата, драмата, дали процесот за нас беше можеби поспецифичен од другите држави, нема преголема еуфорија во државата, како да можеби многу луѓе како да не се несвесни што се случи со оглед на тоа што земјава уште од 1993 година со декларација во собранието бара да влезе во алијансата и конечно еве сега се случи. Мислите ли дека можеби и доволно не се ни разбира тежината на целиот процес? Не, тежината на процесот се разбира, но беше создадена една атмосфера во јавноста, посебно кај македонската јавност, дека одстапките што се направени поради нашата интенција да влегуваме во НАТО и во ЕУ, одат кон ерозија на националното ткиво на македонците и јака пропаганда беше во таа насока. И граѓаните не беа заинтересирани за другите процеси. Како ние успеавме да дојдеме во НАТО и дали тоа што го правивме како компромис е многу микроскопска работа во однос на тоа што ние сме сега веќе земја членка на најмоćната војна и политичка алијанса во светот. И сметам дека тоа е еден сегмент. И тие што го гурале тој процес храбро и со знаење напред, немале можност многу да се фалат, сем некои фигуративни фалења, а и другите кои се спротивставија силно на тој процес и тие после се сложија дека имаме еден бенефит на тоа, но тоа што сме изгубиле е повеќе него тоа што сме го добиле. Замислите, ево, јас како пратеник од првиот парламентарен состав, ние кога донесовме декларација Република Македонија да влезе во НАТО, ние не бевме држава, ние гласавме устав, но никој не признаеше нас. Имавме веднаш удар по носот, Лисабонската декларација, каде стои дека ова држава, која сега се создава, никако во нејзино име да стои името Македонија. Апсолутно никако. И сега ово е сон. Ние уште сме во сон. После 27 години... Токму во таа насока ми беше прашањето, да. Ние сме земја членка... Дали сме свесни што се случи? Не сме свесни, ние се уште не сме свесни. Почнуваме ние да го разбираме тоа, дека ево тоа е во корист на сите нас, на сите граѓани, но ние не сме свесни дека токму овие денови ние веќе
ја демаркираме, односно ги демаркираме границите на нашата држава. Оти тие беа поразни. Во секое време можеше кај нас, без некоја голема сила да стои за нас, до сега стои САД поради тој наш взаемен протокол, каде САД гарантираше, да, и ние веќе дефинитивно границите на Република Македонија се означени и ние сме означена како држава. Оти секогаш ние бевме во недоумица што ќе биде со нас. Проблемот на Косово уште не е решен дефинитивно, но е во фаза да се реши. Со несогласување меѓу Европска Унија, САД, меѓу самите сили на Косово. Имаме и Грција не беше толку стабилна, затоа што Грција зависеше од мерките, економските мерки, дали ќе успеат во самата Грција или не. Дали Европската Унија ќе ги опрости долговите на Грција? Дали Грција ќе го реши проблемот со Албанија? Ево сега имаме еден друг потез на Ципрас, отиде во Анкара на посета. После 33 години. И ние дефинитивно мислам дека се уште не сме свесни за преголемата придобивка, но брзо сметам дека се сваќа тоа, дека е добар потек. Да, пред да продолжите, само да кажам, еве само што ми јави колегата Христо Марковски, дека во овие моменти грчкиот парламент го ратификува македонското членство во НАТО, што всушност ја означува и последната точка од Преспанскиот договор. Да, со тоа Преспанскиот договор се заокружен. ефектуира. Да. Тоа Значи значи дека со 153 гласа за, значи Ципрас успеа да го собере мнозинството и за ова гласање. Навистина убава вест. Ова што го кажа господинот Халили точно, иако ја не сум за некакви таламбаси, не знам какви да правиме, например, воопшто не ми се допадна историски. Нема потреба да зборувам историја. Историјата ја направи првиот парламентарен состав кога ја донесе декларацијата, која е обврзувачка за сите политички партии и за сите влади од тогаш, од ваше време до денес, да ја спроведат таа декларација. Тука нема играње. Но не сум за некаква еуфорија, туку сум за да сватиме дека она што вели господин Халили, дека со НАТО, со членството во НАТО, ние стануваме навистина држава која равноправно ќе седи, замислите 2 милиона луѓе, таму ќе седи американец со 200 милиона и ние имаме иста тежина во рамките на тој НАТО која ќе се гласа за било што. Да. Че тоа е навистина голема работа, да вие сте член. Второ, јас ќе се повикам на искуството од Словенија, бидејќи најдобро познавам, бидејќи таму долго живеев. Например, НАТО знае да биде и многу добар, од НАТО може да многу добро да се заработи. Да, добро, тоа го покажуваат и економските показатели на сите земји што влекла, да. Не мислам на инвестиции од странство. Далеко од тоа. Тоа е башка работа. НАТО, например, Грција, директно од НАТО, има извлечено од членството 50 и не знам која година влегува во НАТО, па таму негде до крајот на 20 век, над 50 милиарди долари. За бази, за ова, за она. Веќе го земе примерот кога НАТО влегуваше на Косово. Од од Солунското пристаниште, па до наша граница и потоа од кај нас до Косово, таму се 70 км, грците зедоа повеќе пари од НАТО за искористување на патиштата, него ние што зедовме за 200 и кусур километри. Знаат како. Јас знам кога влегува словенците во НАТО, бев таму, они одма извадија математиката, ако му го даеме оној аеродром, колку ќе земе, ако му даеме ова, колку ќе земе, ако му даеме ова, колку ќе земе. Тоа се пари. И има, плюс сигурноста за инвеститорот, иако инвестициите не доаѓаат по автоматизам со НАТО, за инвестициите вие треба да имате од преска што е спомна добра антикорупцијска комисија, добар јавен обвинител,
функционална администрација, функционална држава, владење на правото, одлична инфраструктура, тие се елементите кои ги привлекуваат инвестициите. Добра бизнес клима, да. Да, не самото членство во НАТО или не си член во НАТО. Значи, во секој случај, тоа е на, велам, благодарејќи на првиот состав на нашиот парламент која донесе таа декларација, која беше обврзувачка. Не е тоа папир обичен, тоа е обврзувачка за сите останати влади од тогаш до денес. Да ја спроведе таа. Се спроведе. За жал, не се фативме порано да го решаваме проблемот со името, да го решаваме порано со името, не знам дали вака ќе беше. Посебно е катастрофа 2008 година, кога тргнавме во антигвизација на Македонија и на македонскиот народ. И од тогаш излезе на видово ерга омнес. При тоа немаше ерга омнес, имаше само за меѓународна потреба. Господинот Халили подобро од мене сигурно знае, не го прифативме, нити дебатиравме околу предлогот што го донесе Топурковски од Австрија, преку Австрија. Предлогот беше со две варијанти, едната беше Република Македонија во Загреб Скопје, другото беше географска одредница. Тогаш Топурковски беше прогласен за издајник и беше политички ликвидиран. Така да дојдовме до оваа дереđe до кое дојдовме до тоа што ако сакавме да влеземе во НАТО, моравме да го промениме уставот и до никој до сега не понуди алтернатива овде кај нас. Ако не влегуваме во НАТО, што ќе правиме? Еве, господинот Груевски од Будимпешта има некаква парадигма, така ја нарекувам, парадигма за нешто. Сакам да ја прашам, вие го спомнавте ова за дефинирање на границите на Македонија, за заокружување на тој процес, но во овој период владата на господинот Заев направи уште неколку чекори кои ја дефинираат незината работа и може да се каже она што го велат некои аналитичари, може би е дефинитивно точно, дека надворешната политика е дефинитивно најсилното оружје на оваа влада, ако се слабост борбата против корупцијата и останатите внатрешно политички процеси, но кога зборуваме за надворешната се случи и договорот со Бугарија, се случи Преспанскиот договор, а се надзира и решавање на проблемот со црквата, кој тоа го потврди и господинот Заев дека е можно такво нешто. Нема да навлегуваме сега во детали околу тоа, но нели дека е почнат тој процес со што се заокружуваат сите проблеми кои Македонија ги има со соседите и во исто време се случува една внатрешна деескалација и со носењето на законот за јазици и се заокружува полека и тој процес околу Охридскиот договор. Сметате ли дека Македонија на овој начин долгорочно силно се дефинира во однос на надворешните и внатрешните предизвици? Јас сметам дека Македонија за кратко време во тој поглед се сврти за 180 степени након доброто. И иако јас по природа некогаш сум критичар, а не критизер, но сепак треба да му се завидува на храброста на Заев, па и на Димитров, бидејќи заедно го носеа тој проект. Да, дефинитивно, они се носители на процесот. Носители на процесот. И како со толку љубов прво, толку самодоверба, корача на еден пат кој беше силно искритикуван и неприфатен. Не од опозицијата. Опозицијата, тоа е задача на опозицијата, но од пошироката јавност, бидејќи пошироката јавност беше погрешно информирана. И за кој се извинувам, да. Се уште не знаеме која е политичката цена која ќе ја плати. Се уште не знаеме, но за да се направат вистински подвизи, треба да се наплати и цена. Сега дали таа цена ќе биде сразмерна на подвигот или нешто пониско од подвигот, тоа е друга работа. Јас сметам дека во овој случај нашата цена е многу минимална во однос на тоа што е постигнато.
и манипулациите треба да се разобличат. Треба да се разобличат во тој поглед дека ево ние влеговме во НАТО, но го продадовме нашиот идентитет. Што нас ни треба НАТО, кога не сме тие кои сме биле. И тоа не е точно, дефинитивно. Јас зборувам како албанец кој навистина е убеден дека македонците го сочувале нивниот национален идентитет. Затоа што кај графата националност многу и јасно таму е кажано. И тоа што велат Крос, што на многу начини го толкуваат, значи граѓани на Република Северна Македонија, тоа значи дека овој нивен идентитет е словенски. Разликата е во тоа дека ги нема античките македонци како граѓани на ова држава. Туку тоа што вели историјата, тоа се словенска фамилија на народи и јазици. Тука е прецизирано јасно и нема место за манипулација. Беше многу јасен и дециден која на грците им одговори, која рече ние не можеме да го земеме на македонците правото на самопределување. Со тоа дефинитивно беше признато нашето право да се идентификуваме како македонци. И денешната дебата во грчкиот парламент. И денешната дебата во грчкиот парламент точно нешто следев оди во тој правец. Исто го кажа и за јазикот. Не сме го дале, не можеме ли да го земеме? Нити може да го дадат, нити може да го земат. И неколку пати и во оваа студија, еднаш кога го имам потврдено, односно кажано, СФРЈ и Грција, меѓу другото, имаат неколку меѓудржавни договори, едниот за кој многу добро знам, е договор за петите собраќај, е подпишан напишани се тие договори, тие се во Обединените нации, депонирани се, го може да провери. Напишани се на македонски, грчки и француски. Пише дека во случај на спор важи францускиот примерок. Затоа што шеф на македонската делегација беше македонец, односно поточно Благој Попов. Југославија имаше тој еден обичај, бидејќи немавме ние официјален јазик во Југославија, кога се оди некоја делегација под ниво на маршалот, ако е шеф на делегацијата македонец, формално се потпишува договорите на македонски, ако е со Бугарија имаме 5 такви договори, 6, не знам колку. Така да не е второ, македонскиот јазик е фино лепо запишан во Обединените нации, тоа е еден од спесите на господинот Чашоле, покоен, за жал, као еден од 190 не знам колку автохтони јазици на овој свет. Така да никој нити го дал, нити може да ни го земе јазикот, и тоа се само ситни манипулации. И тука се лутам на опозицијата, фино рече господинот Халили, таа има должност да вика УА, посебно на Балканот. Но требаше малку по-сериозно и не еуфорично, туку фактички со факти да се представи на јавноста што значи прифаќањето, влегувањето во НАТО, што значи уставните промени. Јас и ден денес уште тврдам дека според моје, може би грешам, според мене многу полош договор, ако зборуваме сега за етничките македонци, односно да зборам како македонец, е договорот со Бугарија. Е многу за мене полош. Затоа што тој таму ти бара милион работи кои задираат на овој или на оној начин во, барем јас така го гледам, во етничката припадност, односно во идентитетот на македонскиот народ. Тоа е моје мислење, не викам дека сум право, тоа е моје мислење. Јас во врска со вашето прашање зошто економијата заостана или борбата против корупцијата. Владата е еден хор и хорот има диригент. Меѓутоа, јас не се разбирам многу во музиката, но таму се синхронизирано. Кој треба да пее високо, кој со помал глас, кој и така натаму. Ние имаме министри за економија, министри за странски инвестиции,
подпредседател за странски инвестиции и економија. Додека овие двајца терале по ово суштествено, бидејќи пред да се решеше една задача која беше животно за Република Македонија, а овие другите може, ово не бараше, не допушташе повеќе време, затоа што процесот беше иницииран и во Грција, и грчките политички структури имале исто така притисок од меѓународната заедница, конечно да се реши проблемот. И додека овие двајца работеле на еден многу важен пат, да се реши еден проблем од 3 децении, овие другите можеле да не гледат во нивните успеси и во нивната траса, и тие да орат по својот за тоа што биле зашто се избрани за министри. Да, и другото во Поради однос таа дефокусираност Да. кон останатите процеси. мислам не е мала функција подпредседател на влада задолжен за економија, 5 министри, 2-3 задолжени за странски инвестиции, тие требале да не гледат телевизија што прави Заев и Димитров, туку требале нивната работа да ја терат напред. А што се однесува до договорот со Бугарија? Видите, договорот со Бугарија од моите 27 години искуство во демократски промени и нешто 5-10 години искуство во критикување на политичкиот живот во поранешна Југославија и така натаму. Опозицијата знае, ако формално се спротивставуваше со договорот, тоа е 80% дело на опозицијата. Да, знам. Тој договор. Кога опозицијата беше власт, беше силно заинтересирана да го помине тој договор. Сега тој договор е нашминкан со некои други подобри работи него што беа, и тие што го критикуваат, а сами се автори на 80% од таа работа, видите, за време на владата на Георгиевски, македонскиот јазик беше јазикот според устава на земјата, не беше македонски јазик. За договорот што беше потпишан со Бугарија. Потпишан, да. Да, ама знаете што, тука мислам дека и ние грешиме. Ние на Тоа е држава, заедничко дело. ние на државите се признаваат меѓу себе. Нема признавање на јазик. Не можете вие сега да воспоставите дипломатски односи со, ја го признавме Косово и да ме речеме, ама не ви го признаваме јазикот или ви го признаваме јазикот. Тоа добро знаете дека тоа го нема. Овој договор, барем пак ќе речам според мене, во однос до Македонија е асиметричен. Е асиметричен во корист на Бугарија. Но е заедничко дело. Ја до тоа не навлегувам, не ја осудувам оваа влада или значи зборувам дека овој договор како таков мислам дека е асиметричен и не е во наша корист. Овој мој став го мислам дека во еден напис професор по меѓународно право на Штуловиот универзитет, ајде се морам да спомнам Луси Албанец, истото горе-доле кој се бави со меѓународно право, многу поквалитетно од ова ја сега што го зборувам, ја објасни таа асиметрија на овој договор, но да видиме дали таа асиметрија утре ќе биде злоупотребена или не, останува да видиме историјата. Инаку, например, самите представници на македонското малцинство во Бугарија ќе ви кажат дека најдобар амбасадор кој најмногу направил за македонците во Албанија, за жал веќе не е жив, господинот Алити. Да, добро, сакам да ве прашам за еден интересен став на опозицијата на ВМРО ДПМН, на председателот Иванов, па и на екс лидерот и сега бегалец од правдата господинот Груевски, кои што велат, вака, го поздравуваме влезот во НАТО, но тоа е направено на нечесен начин,
бидејќи преспанскиот договор, нели, според нив, го задира во идентитетот, тој е понижувачки, уценувачки и така натаму. Сега, јас навистина еве не можам да го разберам тој став. Како можете да поздравувате влез било каде под такви услови, ако вие сметате дека условите се такви? Ако вие сметате дека сте уценети, понижени, омаловажени и така натаму, а да велите го поздравуваме влезот под такви услови, многу ми е нелогичен ставот. Многу логичен е. Фолклорен Балкан. Многу логично. Необичен фолклор во кој се обидува да се билда некаков си собствен рейтинг. А сега имате нова, дедеме на локални избори, ние ќе победиме и ќе го вратиме назад. На предвремени... Да, идеме на предвреме и ќе победиме, тоа не е ВМРО. Се извинувам, тоа е кликата околу Груевски, која има за цел единствено да ја спаси фамилијата, она што го зборував јас. Отправен аспект да ја спаси. Значи, ова што го они се фино го одлично го постави ти, како можеш нешто да поздравуваш, во исто време да викаш го влеговме, ама влеговме лошо. Не може тоа контрадикторно инжекто си. Значи, само да се покажат демек ние патриотите ја го браниме македонскиот национален идентитет, ни ова ни она, зборуваат вакви навистина, по моje балкански фолклор продаваат, кои за жал се пали кај нас. Се уште пали. А многу ќе беше почесно да кажа дека под вакви услови не сакаме во НАТО, нели? Јас сметам нешто подруго. Прво, сметам дека воопшто не треба да се цитираат зборовите на господин Груевски. Затоа што Добро го кажав дека исти според став имаше според наши критериуми тој би требало да биде лишен од слобода. Не да биде активен учесник на политичка сцена. Тоа е Македонија, тоа е Балкан. И јас него го почитувам, сум имал добри односи со него и тоа е друга работа. Меѓутоа, тој сега сака да изигрува еден лидер во туѓина како што своевремено бил имам Хомеини. И тој си замислува дека еден ден ќе се врати во Република Македонија и ќе ја води политичката сцена. Ама не заборавајте дека ова водство на ВМРО уште го има за почесен претседател. Друго, единствениот наш пат да бидеме земја членка на НАТО и на ЕУ, покрај исполнетите други критериуми, беше да најдеме заеднички јазик со Грција во врска со проблемот со името. Тоа е услов без кој се не можеше, кондиција sine qua non. Фактот што лидерот на опозицијата тој чин веќе го поздравува, тоа значи дека подобро што го направиле овие и целата тежина ја зеле врз нивни плечи, а за нас ние кога ќе дојдеме на власт ќе ни биде полесно, а ние мора да кажеме дека не се сложуваме со тоа работа. Тие де факто се сложиле со тоа. Инако ќе рекоа да ово не го прифаќаме бидејќи цената била превисока. Инако тоа веќе е прифатено како реалност и тие кога ќе дојдат на власт веќе теренот им е чист. И Добро, што може да значи кога ќе каже господинот Мицковски, ние кога ќе дојдеме, не кажува сега директно дали он ќе се откажат преспанскиот договор или не знам што, но вели ние ќе ги поправиме штетите нанесени сега со преспанскиот договор. Може ли да ви што е кажам? тоа што може еве господин Мицковски да го направи? Еве ќе ви кажам, Па ќе дојде на власт. сега ќе ви кажам од една банална причина. Вчера бев во една друга телевизија дебата со еден господин кој е гласноговорник на Мицковски и на фамилијата, и он вика вака: ќе почнеме со тоа што таблата на Ману, од утре ќе биде Северна Академија на Северна Република Македонија, ќе ја извадиме Северна Република Македонија, ќе ставиме старата табла. Но тоа значи дека преспанскиот ќе прекине да важи. Нема да го почитува. Знаете што,
Прво, Поред тоа, прво окей. ама тоа можете на сила да го направите, не можете законски да го направите. За да го направите тоа, треба да го смените уставот. Да. Треба да го смените името. Да. Ти вие можете што сакате, каква сакате табла да ставите на сила. Можете да ставите Академија на науките на Марс. Да. Ама тоа е на сила. По уставот тоа е академија, од утре ќе биде академија на Северна Република Македонија. Значи, за да го поправиш тоа, ти треба да го вратиш уставот назад. За да го вратиш уставот назад, ти треба двотретинско мнозинство. Албанските политички партии, без разлика која, и македонската опозиција ќе го дозвола тоа? Не. Како ќе го направиш? Со државен удар? Дайте малку, значи тоа е оно што го велам, балкански политички фолклор, за да може утре да викаат, еве ние браневме, ама не се бранеше нешто. Тие во недостаток на реална Па тоа е реално. политичка и економска програма, сега се занимаваат со фолклор. Но тоа е незамисливо и неостварливо, затоа што тоа по автоматизам ќе кажува дека Република Македонија еднострано се повлекува од договорот. Ако еднострано се повлекуваш од договорот, ќе ги сносиш Сите консеквенциите. Тогаш тоа нема да биде апсолутно, затоа што ние ќе влеземе во еден повисок стадиум на економски и социјално, културен, политички развој до тогаш. Секој ден се менуваат работите. Луѓето ќе гледат дека ово не било страшно, ништо не е продадено, ништо не е изгубено, туку ово морало да биде. И веќе, видите, граѓаните на Република Македонија, да беа толку гневни, тие ќе протестира уште помасовно него грците што протестира таму. И тие протестира. Но еден ден, сето тоа ќе спласне. Еми со таки свели, кој ќе доам ја на власт, ќе го исто сменим. така, Исто, исто, знаете, тоа Ќе спласне еден ден и многу работи кај нас биле незамисливи за овие 27 Иако, години. се извинувам, ова што го кажавте, господинот Мицотакис, дури ни он нема таков став. Значи, во едно интервју дадено за, сега не се сеќам, за еден германски медиум, тој призна дека, и ако дојде на власт, дека нема да го менува Преспанскиот договор, бидејќи тоа е сепак обврска која е превземена од грчка влада. Тој се закани дека ќе го блокира македонскиот пат кон ЕУ, па добро. но конкретно за Преспанскиот договор и он кажа дека ама дека едноставно тоа е тоа. Камено се Добро, Каменос да. значи тоа е фолклор. Значи како што рекува, вие да го вратите назад. Значи пак ќе речем символично зборувам со таблата на Македонската академија на науки. Тоа да го направите, можете да го направите само на сила. Не можете легално, институционално не можете да го направите. Не можете, немате основа да го направите институционално. Ако го направите на сила, тоа значи што ќе правите? Воен удар, државен удар, што? Како? Да. Нема тоа и треба да му се каже на овој граѓанин кој утре ќе гласа дека ова што го кажува Мицковски, дека ќе го врати назад, е лага. Е лага, нефтина политичка манипулација за неговиот глас. За гласот на обичниот граѓанин кој знаете што, реално гледано, нас кај нас се дигна на ниво околу македонскиот национален идентитет до максимум, зашто е криво водството, односно е крив Груевизмот, ајде така да го именуваме, кој почна прво да го менува идентитетот со антиката. Сега, одеднаш кога станавме од антични, станавме северни македонци, што нема никаква врска. Северна Македонија има една држава, а мојот идентитет е по меѓународно право, господинот Халили, кој преска која кажуваше својот CV, заборави да скромно го скокна дипломатскиот дел. Беше во Лондон, беше во Брисел, јас го знам уште од Лондон. Така да, добро знае дека по меѓународното право, правото што сум ја, правото на самоопределување е неприкосновено право на секој и секој мора да го почитува. Ја ако кажам дека сум марсовец, вие морате да ме почитувате и да запишете во графата марсовец. Не можете вие да кажете признавам или не признавам. Не можете, по меѓународно право тоа така.
Ако сакаме да го кршиме меѓународното право, тоа е веќе друга прилика. Да. Добро, да Ево и да предпоставиме дека идната влада, која нема да биде СДС-овска, ево не ВМРО-овска нека биде, да предпоставиме дека и грците би прифатиле повторно да седнат да преговарат. Стартна позиција веќе е ово. Да, стартна позиција Северна Нема, Република тоа Македонија. Да не сонуват тие Така, соништа токму тоа, непотребно. Ова е лага за обични Треба да граѓани. одиме ние Верувате, лага. напред и таа работа веќе е Да решена. кажеме, знаете, нема потреба да со такви ситни манипулации да создаваме гнев и поделеност. Во овој момент македонското општество е изразито поделено. За жал. И за тоа е крив, пред се е крив гревизмот, но и невешт, Заев неоспорно покажа храброст, али се извинувам, Заев често пати побрз му е јазикот од мислата. Ако вие 2 недели или 3 недели пред подпишувањето на договорот со Преспа велите и се колнете во гробовите на своите предци дека нема да го менувате уставот и потоа го правите ова, создавате, иритирате граѓанинот. Обичниот граѓанин кој не може он да знае меѓународно право така како што знае господинот Халили или мојата дребност со некои работи што сме ги учили или тие што си ги учат. Да. Добро, одиме сега малку да мрднеме од да видиме па не беше одиме до туку од Македонија да одиме дека регионот. На почетокот го начнавте тоа прашање, но очигледно е дека стратегијата на меѓународната заедница предводена од САД во поглед на случувањата сега полека се движи на кај север. Веројатно дека сега наред ќе биде косовското прашање, дека таму ќе се врши силен притисок да се реши дури можеби и оваа година, а потоа работите личат дека ќе се придвижат и према Босна, каде исто така има превирања околу со господинот Додик. Па двете војни светски ни покажаа дека Балканот бил иницијална каписла на тие војни. Да. И иако големите сили, секој има своји проблеми. Ево сега испадна непотребен проблем помеѓу Франција и Италија. САД беше фокусиран кај Северна Кореја, тој проблем не го решија, но го помирија и така натаму. Сега читат увиетам да се сретнат. Да, обиди во Украина и Крим, но сака да се дефинират позициите таму каде е што е можно. И на големите сили не им е важно дали ќе губат еден авион со 100 милиони вредност, него ако губат 20 војници. Кога бев во Велика Британија, тамо ако паѓаше некој авион или се рушеше, ништо не значеше ако се враќаше еден британец во ковчег дома. Тоа беше политичка траума. Од тие војниците ги ценат повеќе од некада. Тие можат 100 тони бомби да фрлат во некоја земја, ама ако губат војници не име се. И така и господин Трамп рече за Сирија. Кога гледа дека економските профити не се толку И, таму нема нафта, нема ништо. Проблемот на Косово сега иницира да се реши, но е проблематично, затоа што ставовите на Европската Унија, поготово Германија, како земја која секогаш била заинтересирана за Балканот и Европската Унија, не се софаѓа со ставовите на тие што прокламират дека се ставови на американската администрација, односно на Џон Болтон. И сега во Косово, во косовската влада има несогласување. Премиерот стои врз европскиот принцип, дека секој менување на границите, што е точно, предизвикува проблеми и веќе нема потреба зашто
Kosovo da pregovara za državnost koga je proglasena како држава. Сега повторно се враќа назад според теоријата на председателот на државата да преговараме. Ако таа е прогласена држава со своји граници, имала административни граници за време Југославија, сега секој отварање на проблеми кои не треба да се отворат носат штета и пошироко. И во тој поглед сега, токму во тој поглед, многу е важно што Република Македонија веќе е членка на НАТО, иако да бидеме најасно, например, ако две држави од НАТО влезат во конфликт, што имаме пример Турција и Грција, НАТО не реагира. Во смисла не реагира воено, политички секако ќе реагира и реагира. Значи, во моментот проблем за нашиот регион во кој живееме сите е односите Белград-Приштина. И тоа да бидеме свесни, ако, ајде ја упростиме работите, ако помине идејата на Вучич и на Хашим Тачи, кои мислам двајцата некако као да се блиску до некакви размени на територии, тогаш ќе биде многу лошо за регионот. Она што го рече господинот Халили, онда Косово фактички почнува на ново процес за државотворност и за признавање како држава. За жал... И размена на територии сегаш лошо звучи. Размена на територии звучи лошо, посебно... Именување на граници, нели? Значи ме размена на територии се именуваат границите. Тогаш, во моментот, ако тоа почне, рачуните дека Босна прва ќе отиде нема да обстане, а после прашање како ќе биде со Македонија. Оти бидеме искрени и отворени. Или па, како реков, ако две држави на НАТО меѓу себе дојдат во конфликт, НАТО не се меша, и уште во една работа НАТО не се меша, ако има граѓанска војна во една држава. Членка на НАТО, тогаш НАТО не се меша, не зазема страна од едната или другата. Значи, тие две работи треба да ги знаеме многу отворено и искрено, да кажеме. Затоа мислам дека менувањето на граници, тука Германија е во право, зашто е во право, па не затоа што не сака нас или што го сака Косово, него ако почне да се менуваат границите на Балканот, нема да биде тоа, можеби нема да се менуваат и во Австрија или не знам каде, но ќе биде еден голем преседан кој може ќе предизвика бегалци, ќе предизвика многу работи кои ќе на овој или на оној начин ќе здрмати Европа. Можеби, второ, ако па дојде до конфликти, она што го рече господинот Халили, значи на запад, он може да фрли 1000 бомби или па да му паднат не знам колку дронови или беспилотски авиони, ништо. Али ако му погине војник, тоа е таму. Да. Но добро, зашто американците под предпоставка дека е така, нели? Не знаеме точно, но такви се информациите, ја форсираат таа идеја, дали чисто поради прагматичност или можеби мислат дека тоа би било најбрзо решение, бидејќи сакаат тие брзи решенија, нели? Ни самите косовари тоа не знаат и не се убедени, затоа што председателот Тачи го прокламира, не го знае во детали премиерот Радиновиќ. И тие може да се деси на иста пресконференција да имат спротивставени ставови. Но, според моје мислење, владата Радина е во право, затоа што иако Тачи зборува за мала корекција на границите, не зборува за размена на територија. Добро, тоа е... Тој настапува како човек кој успеал да им земе на србите дел од Прешево и Бујановац, а овој да не дава ништо. Што не е точно апсолутно, затоа што не според мене не постои сила кој може на србите да им го зема коридорот север и југ. За тој коридор сега ќе даваме ние некои села од Прешево, а
Коридор 10 ќе остане остане српски. српски. Тоа е невозможно, апсолутно невозможно. И токму за тој коридор Србите ја изградеа пругата Београд Бар, Београд Бар. За да Србија излегува на На море. море. И тоа е апсурд. А зошто? Моje мислење сега. Тој проблем треба да се реши. Или Косово да добие потполна сувереност на цела територија, што за сега оди малку тешко. Или да се најде друг излез. Имаш на север на Косово кои управат банди со државата, со еден дел. Малку влијани и покарај овие разговори, преговори што ги прават во Брисел. Во Брисел. Тамо нема потполна сувереност. И ова пат позиција не може вечно да остане. Треба еден ден да се реши, ама како ќе се реши ако САД играт со една топка, ЕУ игра со друга топка, тоа е невозможно, апсолутно невозможно. Имаше, кога сме еде тука кај Косово, Србија, многу изјави од страна на српскиот претседател Вучич, па и од страна на македонскиот премиер Заев, меѓусебни изјави кои покажуваат јасен анимозитет еден кон друг во однос на политиките, па имаше такви препукувања и така натаму. Но има некои велат дека не се работи за лична борба или на тоа дека Вучич повише го сакал Груевски, идеолошки или по некаква друга линија, туку едноставно дека Вучич знае цело време дека после дефинирањето на Македонија и влегувањето на НАТО, дека Србија е следна и дека таму сега ќе биде следниот притисок за влез во алијансата, нешто што србите очигледно не го сакаат и дека се обидуваат некаков статус кво. Мислам дека ова твое што го постави е точно. Србите добро знаат дека, иако мислам дека има и држи она дека Вучич беше поблизок со Груевски во повеќе причини, но они се свесни дека после тоа НАТО ќе почне да притиска кон Србија, иако мислам дека ќе треба да помине уште време и да се сменат одредени политички генерации, за да може ски србите да успее проектот за членување во НАТО. Мислам дека тоа ќе биде многу во овој момент и во блиски дни, мислам дека не е возможно. Не е возможно, не само што Вучич, него воопшто мислам дека во моментот нема политичар во Србија без разлика од која провинција кој ќе прифати, кој јавно би излегол да зборува за бенефитите од членството во НАТО. Така да тоа ќе остане отворено прашање уште колку не знам, но ќе остане отворено прашање. И нормално, ова што го велиш ти, дека Вучич е свесен дека сега притисокот ќе се сврти кон него за членството во НАТО, иако мислам дека србите нема да попуштат. Да, таму членството во НАТО е сигурно малку веројатно, но сработи за еден притисок, бидејќи нели сега целата концентрација се врти према таму. Полека, ако овде се завршува приказната, нели? Да, овде се завршува приказната, Тоа тоа е проблемот, јужното крило на НАТО, горе-доле е затворено. Нормално дека, гледайте, господинот Халили така ја почнавме емисијата кога почна да зборува за на глобално ниво за фаќање позиција, кој каде, колку, зошто. И можеби во тоа не ја знаеме, во таа глобална слика, дали НАТО има ставено знакче дека треба и Србија да влезе или не, или тоа е пуштено текот на времето да покаже, не знам. Но
Во секој случај, тие глобални, ајде да ги именуваме игри, ако не си игри, него се Токови. многу солидни токови и сценарија кои постојат и во едната и во другата страна, си го прават своето. Како ќе заврши, не знам. Сепак за мене е многу битно во регионот да се задржи стабилноста, во регионот да нема ниту мали, ниту големи гранични корекции, бидејќи било каква гранична корекција нема да заврши добро, и да оние идеи, мислам дека дефинитивно се полека треба да се напуштени или се напуштаат полека за некакви големи етнички чисти држави да завршат. Спротивно, Добро, мораме да направиме кратка пауза за реклами и ќе се вратиме. Имаме уште малку од емисијата, ќе се обидеме да видиме сега и за глобалните текови, нешто што спомнавме. Се враќаме брзо, останете со нас.